Почитувани граѓани, почитувани новинари. Скандалозно. Советникот на Мицкоски, поранешниот дипломат Томислав Димитровски, репетирал автоматска пушка и ја вперил кон соседите. Насилничката матрица е силно присутна во ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски е опкружен со советници, со насилници, остатоци од груевизмот, блиски до неговиот шеф Никола Груевски. Насилничкото однесување на советникот на Мицкоски потврдува дека ВМРО-ДПМН нуди само насилство и тензии кон сопствените граѓани. Таков е односот на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски кон граѓаните. Тоа, почитувани граѓани, е истото ВМРО-ДПМН, кое 11 години им се закануваше и ги малтретираше граѓаните. Христијан Мицкоски е опкружен со луѓе кои промовираат и поттикнуваат насилство. Во неговиот кабинет, замислете, има и лица кои се закануваат кон нивните соседи со автоматски пушки. Димитровски беше амбасадор поставен од Никола Груевски. Денеска, истиот тој Димитровски е дел од кабинетот на Христијан Мицкоски. Почитувани граѓани, недозволиво е било кој да се заканува со оружје кон граѓаните, а најмалку човек кој е дел од кабинетот на председател на политичка партија. Ако Христијан Мицкоски смета дека со насилници, со закани, со насилства ќе ги исплаши граѓаните и на тој начин ќе го ублажи поразот на изборите, тогаш страшно се излажал. Времето на уцени, времето на закани кон граѓаните заврши со заминувањето на ВМРО-ДПМН во опозиција. Мицкоски очајно посакува, но нема да успее да го врати режимот, нема да успее да ја врати заробената држава. На 12 април тој и неговите советници, насилници, ќе доживеат нов, убедлив пораз од граѓаните на нашата држава. Ви благодарам.